овозможено од Меркур Македонија, Триглав осигурување живот. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ни дојдовте. Ова е нешто конкретно. И денеска ќе зачекориме на еден прилично лизгав терен и ќе ја разработиме вечната тема и вечната борба. Во што се подобри мажите, а во што се подобри жените. Можеме ли да си признаеме дека мажите се подобри во некои работи, а жените во други работи и без при тоа да нагласуваме дека едните се повредни од другите? Што им текна на мажите да се мешаат во депилација и чупање веги, а зошто жените одлучија да се докажуваат дека се и квалитетни и успешни во типично машките професии? И денеска се наоѓаме во хотел Лимак, а одговори на овие прашања ќе побарам од моите денешни гости. Една жена не смее да си дозволи да биде флегматична и несредена. Секогаш елегантна, со држење, стас, препознатлива насмевка и глас. Стојна Костовска, актерка. Тој е повеќекратен карате првак, поранешен радио новинар. И да знаете, она што го гледате на екран е соодветната најава за гостина од Стефче Јакимовски. Сонот на сите девојчиња нези се оствари со добивањето на титулата Мис на Македонија. И верували или не, таа е единствената мисица која учествувала во ослободувањето на Скопје и тоа со Раде Шербеџија, Јана Стојановска. Дека еден човек може да биде добар во повеќе нешта, но ако им се посвети доволно добро и доволно квалитетно. Доказ е тој, модел, музичар, актер и најново вселенски ентузијаст Давид Мука. Добре ми дојдовте. Дали се соодветни најавите? Да? Намерно не кажав градоначалник, затоа што мислам дека потоа сите ве знаат. Океј сме? Добро. Да прашам, кој појас го имате во карате? Втори дан. Втори дан. Тоа е црн појас, втори дан. Добро, чисто да се пазиме. Океј. Стојна, како може една жена или еве совет да ни дадете секогаш да се држи исправено, дали стомакот да го вовлече, рамениците? Ајде да слушнеме еден совет веднаш. Советот мој е ваков. Прво и основно генот е во прашање. Второ, моите родители беа како мене. Мојата мајка беше извонредно убава жена, со сини очи, со убаво држање. Секогаш носеше плисе сукња. Можете да замислите. Затоа има денеска. Да, не случајно сум вака облечена. Секогаш треба да внимава на себе. Односот кон луѓето треба да биде соодветен. Никогаш да не биде безобразна. На жена не е личи да биде безобразна. Да пцуе, да биде грда, да биде немиена, да биде нечиста, да биде нечиста во секоја смисла на зборот. Добро. Ако веќе е мажена, се знае кој е маж, семејството да си го гледа, професијата апсолутно и ништо повеќе. Добро. Јана, ајде сега тебе да те прашам, бидејќи официјално си ни мисица, дали има поубави мажи или поубави жени во Македонија? Само од двете можеш да избереш. Деца. Деца има поубави. Не знам, не сум излегла некоја година надвор од дома. Не сум во тек. Види, мажи, убави, супер, жени. Жени има поубави, а? Мажена е, затоа не сме да одговара за други мажи, да знаете. Не, па жената поубавиот пол, понежниот, поубавиот. Добро, ќе видиме до крајот. Жените секако. Какви и да се жените. Добро. Ова вселенски ентузијаст, да знаеш дека ми звучеше како вселенски патриарх. Знаеш кој е вселенскиот патриарх? Да, ама знаеш што секогаш кога те најавувам или кога зборуваме, Давид Мука многу сакаат да знаат за твоето презиме. Од каде ти е презимето? Финско ми е потеклото на презимето. Инаку имам само една забелешка околу најавата за мене, а тоа е дека прв пат слушам дека како модел се декларирам. Не, до сега ова беше гледаш ли? Нова професија. Значи имам од денеска да знаете, но ангажирајте ме слободно, на располагање сум. Меѓутоа сум имал кампањи со кои што сум соработал со некои брендови, далеку од тоа да се идентификувам како модел. Овие другите апсолутно да, пошто ми се дел од животот. Добро. Дали може сега и официјално да ја отвориме темата? Значи првото прашање е:
Дали се посредени мажите или се посредени жените? Значи, дали на улица сретнувате посредени мажи или посредени жени? Ајде, Јана, од тебе ќе почнеме, вие другите размислувајте. Значи, јас имам 37 години. Може да, ако враќаме од поназад, не можам да кажам. Оваа нова мода сега што се појавува е чудна. Дозволува да си среден иако си во тренерки, зависи какви се тренерките. Таму Давид ќе го погледнам затоа што си од аеродром, во аеродром, значи имаме мода, односно дрескот се тренерки. Не зборувам за аеродром. Заедно сме од аеродром, прво да знаете, а второ би рекол дека тренерките ги носиме одвнатре, тоа е уште поважно. Како одвнатре Не само ги носиме? однадвор. Че тренерката одвнатре се носи во аеродром. Како? Тоа е филозофија на живот, Филозофија која на живот се тренерката одвнатре ја тренерките. носиш. Добро, Во тој смисол. добро. Каков е дрескодот на облекување во општина? Знам дека има дрескод на облекување во собрание и една од оние прирачниците кои што ги прочитав е дека во собрание, внимавајте, мора да се носат чорапи до овде. Така, нели е? Заради тоа што ако кренеш нога, не сме да ти се гледа овдека гол. Барем така сум прочитала. Дали е така? Па добро. Во секој случај мора пристојно да бидат обречени службениците, поготово господите или господиците. Гледаме да да не е нападно облекувањето. дојде Летно ваков- време, например, не дозволуваме да влегуваат дури странки со бермуди, со кратки гаќици, со Така. А ако дојде некој службеник ваков облече, ќе го примите? апсолутно. Ама Во- службеник да се вработи. Мислам, сосема нормално е како личи на еден млад човек да биде облечен. Секако дека него не му стои вака класика да биде како мене, апсолутно е. Ако ти треба работа уопштина да средиме. Ние сега ќе се држиме да ве предупредам, пошто сме 2 на 2 као гости, а тема вие жени наспроти мажи во некој Добро. Значи ќе се држиме да знаете вечеров. Добро. Да прашам Стојна. На Да. улица кога гледаш, посредени се мажите или се посредени жените македонки? Па морам да признам дека јас живеам во Лисиче и многу не се движам. Леле. Добро, јас сум од Карпаш, да не се секирате, 2 на 3. Ќе се поделим. Многу не се движам низ град. Неутрална. Меѓутоа, кога излегувам, навистина, може би не сум во право, меѓутоа имам таков печаток дека жените се посредени. Јас секогаш сум од страната на женскиот род, ги сакам мажите, ги обожувам, светов не може без нив, меѓутоа на прво место ми е жена. Давиде, твојот впечаток е? Мажите или жените се посредени? Па зависи во која област. Морам да кажам дека во последно време се случува еден ново компонован хаос околу личните заменки и така натаму. Па ви текнува секој сигурно можете да забележите дека секој се идентификува со различен пол, со множина, со еднина, со локација некоја, со неутралност. Меѓутоа, мислам дека кога станува збор за изгледот, уште од дамнешни времења рамноправни сме биле до некаде, само што мажественоста наспроти женственоста во различно се отсликуваат. А тоа дека треба да е маж несреден и дека обратно дека треба да е секојаш жена пресредена или педантна, не пристанувам кон тие такви очекувања. Сега има нешто кое што вика вака, ако маж нели си бил така нормално облечен, да речеме, па почне одеднаш да се средува. Што тоа значи? Кажувај што тоа значи? Ајде Стојна. Тоа значи дека си има голема причина човекот за да се смени малку. Која е Да таа посвети причина? внимание на себе. Која е таа? Може Да. би го втор климакс или нешто Па, друго? не знам, зависи возраста. Нели? Климаксот може да почне и од 40-та година. Тогаш мажите се најопасни. Така? Да. Добро. Стефче? Обично важи едно правило, ако вели почнува да оди на козметичар, Така? почнува да држи диети, Добро. да внимава на линија, почнува да игра тенис, тоа значи дека влегува во климакс. Така? После 40-та. Да, тога значи веќе има проблем малце со егото. Но кога спомнавте дали се по средени мажите или жените,
И јас мислам дека од она што го приметувам, готово да не можам да приметам жена несредена, неофарбана, не знам, со подникната коса, со... Мада во последниве години гледам дека и машките, поготово младите, што ми е многу драго, гледам дека држат до себе, до своето средување, очигледно дека користат и козметичари, фризери, дека педикири, маникири и така натаму. Не е тоа привилегија на жените, Давиде? Да. Ти се депилираш? И просто ми е драго кога ќе видам убаво средено младо момче, но како да кажам, некако жените секогаш биле многу чекори во тој дел пред мажите. И па што ни се мешате во депилација, да прашам, Давиде, во депилација, во чупање веги? Што се мешате? Каже во придавките. Да, мислам дека до придавките. Не, шала на страна, јас понекогаш посакувам да има причина да се депилирам, толку немам влак на природно, што нема Погрешно сврха ми е депилацијава. Веројатно можеби ќе размислев да се депилирам доколку бев влакнест по природа. Меѓутоа, дека дефинитивно гледам повеќе млади мажи, односно момчиња, млади мажи кои што се грижат за својот изглед, дефинитивно е факт, можам да се сложам со тој став и многу ме радува заради тоа што веќе до кога со тоа будека маж треба да му е гајле за својот изглед и за својот екстериер. Треба да му ја видите брадата одблиску на господинот Јакимовски, колку му е прекрасна и до секое влакно е запазено и да видите како е тоа се убаво средено. Да прашаме Ево која и пример. така. Се согласувам, ако може нешто Да. само да кажам. Мене воопшто не ми се допаѓа маж да се депилира, тоа е, извинете, женска работа. Докажано е, спортистите, например, треба да бидат депилирани од проста причина. Читав неодамна дека резултатот е многу важен ако спортистот, например, така, за атлетичар, брзината. трча и има длаки на градите, нозете, Така, да, и не кај знам што, и пливачите на друго исто, да. место кај што треба, нели, комплетно. Помал резултат постигнува од другиот што е келав, што е депилиран, што е... Зошто? Заради струјење само на воздухот, кај што трча, постигнува, можеби, стотиот дел од секундата помал резултат, што ќе го чини, например, прво или второ место. Замислете. Дали е тоа точно, дали не е? Значи, вие сте Американците да не се Мажниот депили. спортист. Да, Ма, леле, веќе тврдат да не се депилира? дека тоа е точно. Меѓутоа, нешто ќе кажам. Вулгарна нема да бидам никогаш и не сум ни била. Депилиран маж, па ја имам гради, јас сум мазна цела. И замисли се, допреш до депилиран маж. Разбираш? Не бре, човече. Мажот треба да има длака, да биде чист. Па кој ќе се допреш до него да почувстваш Љубовниот дека е тепих. маж. Така ли љубовниот тепих за него зборуваме? Готово. Многу сте радикални. Значи, Не е љубовен има тепих? начини на средување што не подразбираат депилација. Има Ама други сега начини на зборуваме за средување. депилација. Сега зборуваме за депилација. Не за подстрижување, за Ама не депилација. Не значи дека депилација е едната крајност, а сосема несредено е другата крајност. Има и сиви варијанти измеѓу. Добро. Да прашам, Давиде, немаш љубовен тепих таму, да прашувам за љубовен тепих или да не прашувам? Не, Ромка има. Јас се поддржувам, господијата, ова што вели. Се случи еднаш во кабинет да дојде странка, позната е странката, и некако дојде во некои кратка сукња, панталони, а што е депилиран, меѓутоа тоа депилираното малку подникнато. Леле, тоа И сакам што да ви кажам, ултра непријатно. Ните да Така го да, гледаш. веројатно и кога се прават сите тие работи, депилации, значи секое одржување на телото, на хигиената, на се, веројатно тоа мора да се прави редовно. Например, жените, не знам, со фарбањето колку оди, на 10, на 15 дена, значи да не се дозволува да се гледа дека, како се вика, двобојна дека е косата, така исто и со депилацијата. Да слушате жени како Ако треба веќе тоа правилно, човек така. го работи, треба да го работи во континуитет, во спротивно, Апсолутно. како што рече, одвраќа. Така Одвраќа, одлично. Давиде, ајде твој коментар, па ќе го затвориме овој круг.
со цела почит морам да не се сложам за ставот околу депилациите само заради една проста причина, а тоа е дека ако еден маж треба својата мажественост да ја докаже со своите влакна, тогаш нешто фали. Не мислам дека тоа е пресуден фактор. Мислам дека има многу помажествени работи кои што доаѓаат први на ред пред дали еден маж поседува влакна или не, и сметам дека тој избор треба да им се даде личен на секоја индивидуа, да може да си го избере дали му е пријатно да има или да нема влакна на себе. Само толку. Понатаму не одам за сите концепти на тоа што е мажественост, од која ера истите датираат и така А натаму. дали може таму да се веќе не. договориме дека кога кидат мажите на депилација не смеат да кажуваат дека боли? Така што? Да кажуваат дека боли. Кога кидат на депилација. Ме ставија во една емисија каде што импровизорно ми депилираа пола рака чисто за финта. И на вистина имаат некои нови технологии каде што со ладни восоци, не знам, шекерни или какви се, и стварно не боли. Многу лабава издржлива болка. Колку што успеав да осетам, пошто само овде има влакна, они сакаа да ме депилираат, ама виде. немам влакна, и овде се депилирав. И болеше или не болеше? Не болеше на вистина. Не се правам јак, туку стварно не болеше. Ладен восок и кога немаш многу влакна не е критично, веројатно. Јас го немам тоа искуство затоа што немам влакна кај што треба да има, кај што не треба не. Не би проверувале, не би. Готово. Не, јавно кажувам. Добро. Јас депилација не знам што е. Еве, рака, нога, Добро. така да Како рековте, тоа е до ген. генот е. До генот. Сега, ако имате бркови кој Гоце Делчев, мора да ги депилирате се. Мора да се депилира тоа. Добро. А брадата кој ви ја средува? Само да прашам брадата. Сам ја средувам. Сам? Да. Ај, па ништо, Давиде, на средување кај Стефче да идеш. Браво. Да, да пуштиш тама. Да. Знаеш Не што? очекував Тоа искрено. е шар и како да го стекнеш. Нели? Одлично. Сега јас ќе замолам Стојна Да. и Стефче да ми одглумат нешто, ако е возможно, диалог. Клетви се во прашање. Ау. Може ли? Као во македонски народни приказни. Леле. Може ли? Прво мажот треба да почне. Ајде, 3, 4. А? Акнал да пукнал. Молам? На горнион да му се молиш. Како? Квачки да те јадат, бре. Оти си, бре, лута? Море луто куче да те јаде. Па јас само арно ти правам. Море арно да не видиш. Оти грмиш, мори жено? Море гром да те убие да даде Господ. Морам. Гром! Стефче од гром. Сега гром да те убие. Да, бе, гром да те убие. Ова беше Тој не, добро. ја знаеме, ама стварно комплименти. Комплименти, нели? Нема тука. Ќе продолжиме во тој контекст, заради тоа што нели најчесто клетвите се од старо време, нели во народот Да. познати, така да јас имам овде и народни поговорки, меѓутоа и се цитати, така да ајде да провериме што ќе ви се падне, ќе искоментираме. Се поврзани со темата, генерално се за мажи и за жени. Ајде. Ќе се извлечете по едно, па ќе го искоментираме. Ајде. Да. И на крајот нека остане кај Давид. Чекај да не се овие две, ајде. Ајде по едно. Не сега го прочита. Не требаше да го прочита. Ќе почнеме со Јана и со Давид, затоа што... Ајде. Јана, можеш? Ајде. Вели. Ајде. Мажот, кој и на старост успеал да остане заљубен во сопствената жена, Добро. мора често да бил на службен пат. Не знам. Ајде искоментирај, така ли или не е така? Не е така. Не, а? Не. Оти твојата е често на службен пат? Не. Не, нема. Бре. Па ајде, баба ми имаше една поговорка, викаше Како? Далина за љубов е као ветер за ватру. Добро, и тоа држи. Мало угаси, а велику разбукта. Па може и така. Ова да биде заклучок, значи на македонскава поговорка, српска е. Сметам дека треба да се прават паузи, да макар и да живеат двајца луѓе кога се во брак, да живеат заедно секој ден, треба еден од нив да оди некаде барем 2-3 дена некогаш. Не мора да оди на службен, па само да се одвојат. Просто кога се одвојуваат луѓето,
кога стануваат сами со себе, се сетираат некои работи во нивното тело, во нивниот дух, за да може повторно да се спојат со човекот што си го одбрале. Така јас мислам. Давид, тебе што ти се падна? Не го прочитав, те послушав. Ајде. За да биде прва импресија ова. Ајде. Постојат две врсти на луѓе. Одбегнувајте ги и двете. Се шалам. Не е тоа, не пишува тоа. Не пишува тоа. Две врсти на луѓе кои не знаат ништо за жените. Оженетите и неоженетите мажи. Кажувај, ти си неоженет. Многу ми се свиѓа, прво да се надоврзам на поентата на Јана, многу ми се свиѓа кога двајца луѓе партнери романтични живеат заедно, меѓутоа имаат избор. Ама на физички твоето да не фокусирај се сега. Значи, дали знаете, значи има две врсти на мажи, на луѓе кои не знаат ништо за жените. Оженетите и неоженетите. Една од првите врски во животот за поклон си добив книга која што вика она што мажите го знаат за жените, нормално празна. И со посвета ми е внатре книгата. Така да. До некаде не можам да се опирам. Никој не знаеме ништо. Треба да се жените мистерија, треба да се мистериозен бунар без дно. Заради тоа што и тоа сакаме да го дознаваме цело време. Не си се оженил ти за тоа. Добро. Ајде, Стефче, што има кај тебе? Кај мене е жената има две цели во животот, да се омажи и да изгледа неомажено. Жени ме да искоментираат. Точно. Па, не ти се сложил. Јас мислам дека две цели на жената е да биде мајка, најголемата цел, да се оствари како мајка и втората е да биде сакана. Тоа е многу. Браво, убаво. Стефче. Така? Одлично. Браво, Ми се браво. допаѓа. Стојна, Да. ајде, твоето? Моето е вака, нема полошо од тоа маж да те пери, а жена да те изневери. Што значи тоа? Нема полошо маж да те пери. Што е тоа пери? Пере. А пере? Шовинизам чист. Апсолутно. Така? А жена да те изневери. Наистина нема полошо. Нема. Па нема полошо. Од Маж да перењето или од изневерувањето? Па не, жена не сакам да изневерува. А не знам зошто А маж може? Не. Не Па се дали може да согласувам. испереме, Јас а сум за тоа се криминално бора. воспитана. Што е тоа? Зашто има предност Вашиот мажот? маж, кога Зашто? слушна колку вие него го фалите, јас гарантирам дека сега машината дома ќе иде на полне таа ставено Стефче, прашај. вистина е тоа. Јас морам да кажам, јас имам свекрва, живеам со свекрва. Добро. 93 години е. Дементна е, неподвижна. И што сакаш повеќе? Мажот 3 мора да машини те- дневно. Добро, ма мажот ги уклучува. Па мажот зашто да не Ама управо, затоа реков шовинистичка е. Да, овој, ја уклучува. приказната. А добро, ако ја свртиме обратно, на пример, жената да изневери, а мажот да ја пери од типот да го пери незиното изневерување, да ја оправдува, Тоа па ич. Оправдува, па тоа па... Не бива? Не ми оди, нека. Значи вика вака моево. Чудно е како мажите се љубоморни кога жената троши време на телефон, а не се љубоморни кога троши време покрај шпоретот. Нели? Тоа е многу секси кога е покрај шпорет. Така ли? Измачкана, Вие би да косата ја собрана, Така да. е, така е. Вие би да ја гледате покрај шпоретот, ама да не е на телефона. Па не е секси на телефон. Не. Па ја исто се најдов се во ситуација, многу ми е попривлечно да го гледам муж ми според него. Така. Значи може така. Може и обратно. И реално е обратно, не е малце пак. Добро, Давид, ти имаш коментар на ова? Веројатно суштината на коментаров на целаа полемика Добро. е заради тоа што шпоретот не може да ти донесе да комуницираш со други луѓе, барем така ли? освен ако немаш Како деменција. беше? Жена затворија вратата од кујната. Да. Да не те гледам како се мачиш покрај шпоретот. Има и такво нешто. Па телефонот е обична асоциација дека не му посветуваш внимание на другиот. Па тоа. Уште ли телефонот ќе го држиш? Дај, остави го. Тоа сакав да прашам. Значи кога жената готви, генерално не му посветува Рад да внимание го спиеме на кафето. мажот. Да, а кога е на телефонот ни замерува, оти не и рече ела жено, немој да седиш више покрај шпоретот, ела со мене седни, ке нарачаме нешто. Нека изгори. Нека изгори. Кога е па покрај кај шпоретот мене- има што да се чека. И тоа е добро. Кај мене не дозволувам да изгори, меѓутоа сопругот вака вели.
до кога ќе сукаш, мајко му, баници? До кога ќе готвиш више? Само јадеме, пиеме. Што е работава? И па до кога? Ами четворица сме дома. Добро. Па добро е што Имаме сукалото се син користи и- на правилен начин. Баба јаде како скината, што да ви кажам. Морам да готвам. Добро, ај ќе направиме се по едно кафе, ќе направиме пауза. Ова е сериозно го кажувам. И така живеам, така функционираме ние. Ајде. А немој да мислите дека не се караме или нешто да си преречеме или ова. Не. И тоа Од зашто ова, това? како го имавме диалогот, Бога ми, Се знае како е, кој е главен по дома. Така. Добро. Ајде да продолжиме понатаму, ќе се навратиме пак на женските односи генерално, кој е подобар, мажите или жените, односно поуспешен и шампион. Ајде да прашам, кој е подобар во однос на преболување во врските или поднесување на некакви тешки ситуации, а да се со партнерот, например, кога ќе се наљути и така натаму. Јана? Кој подобро се Јас мислам дека носи? жената тоа го прави на еден поинаков начин од мажите. Мажите обично се наоѓаат почесто затечени од жените. Жената кога сака да се тргне, тоа го планира. Има резерва. Има резерва и значи она се чува и во моментот кога ќе донесе одлуката, она е спремна да оди понатаму. А мажот се наоѓа затечен. Он тек треба да го пројде процесот што го проаѓала она тој извесен Аха. временски период. Добро. Така да мислам дека мажите се по Позатекнати ние затечени. жените сме добро. Давиде? Служувам. Се согласуваш, Во а? потполност мислам дека сме многу потврдоглави, Добро. многу понаивни и многу по некогаш упорни. И таа комбинација од тие три одлики ни дава веројатно без резерва да влегуваме во нештата наспроти. Сега по правило, секогаш има исклучоци во се. Меѓутоа, во принцип, мислам дека тоа е случајот. Дека влегуваме буквално низ врата право, онака и, Така. и без резерва никако. Добро, ајде. но мислам дека жените се порезервирани при влезот во врската, а Кого излегува? по-безрезервни се во раскинување на врска. Така ли? Ако може да направиме И ова што го кажа, се извинувам колешката, мислам дека ние мажите малку не внимаваме на тие знаци што ги како да кажам, на тие таласни должини што ги праќаат жените, дали преокупирани со други обврски, не знам, ако е млад со спорт, со нешто друго и така натаму, со професијата, така да тие знаци што ги праќаат жените промени во карактер, во однесување, А за вие да не дојде внимавате? до соопштување на лошата вест. Да. Добро, дали тоа значи дека, Неподготвени. например, маж не би се развел до последно, значи, мислам така, нели? Не би се развел, би ги направил сите возможни работи за да остане, додека жена попрво би се развела. Какви жени има? Така? Дали мажите или жените тука некако се подобри или Мислам дека полесно тоа е едно поднесуваат? домашно воспитување. Не. Како се Не воспитани? знам како живееле до тогаш, додека решиле да се разделат. Одлуката. По- Кога ја одлуката носи, нивна, мислам дека да. жената попрво би донела одлука да се разведе отколку маж. Ајде Стефче да слушнам. Па да, Така. Да, мислам дека жените се похрабри. да. Мажите вака века, јас немам жена за оставање. Така. А Ма за немој. зимање? А дома како се однесуваш? Што правиш? Се грижиш, придонесуваш, ме изведуваш надвор, излегуваме, правиме се, дружиме? Не. Носи се. Така, значи жената Па му така вика е. искачај ти, он не Да. би си отишол. Добро, Давиде? Мислам дека одговорот за мене барем се крие од тоа дека не сме толку префинети како мажи да осеќаме такви суптилни напластувања на наговестување и така натаму. Мислам дека сме многу по и апропо влегувањето во врска, исто е како ако можам да повлечам некоја аналогија со влегување во базен, најчесто по правило жена ќе влезе полека. Нели со ладно е, па прво прстите, па нозете, па ова, ние рипаме во базен, така. И буквално така. мислам дека е тоа пошто сме кец нула, немаме нијанси, толку немаме пластови по едноставни суштества. По-волови сме го правили. Е така. Да. Тоа е Волови, најдобриот волови е одговор. збор. Ајде да прашам генерално во политиката. Знам дека има повеќе мажи во политиката, ама тоа што значи дека жените се помалку способни во тоа поле или едноставно не им се дава шанс? Мислам дека помалку им се дава шанса, со оглед на тоа до колку пратам
политика, иако ме нервираат сите политичари, еднаш дневно гледам вести. Еден не ве нервира. Еден не ве нервира, седи до вас. Со исклучоци. Не ве Тоа нервира. реков. Овде сме сите четворица сега еднакви. нели? Добро. Само зависи од одговорите. Што знам, мислам дека жената е така промучурна, поумна е, побрза е, побрзо мисли од мажот. Не за џабе е домаќинка, мајка, ствара семејство, го одгледува семејството, донесува одлуки кои се важни за општеството, како единка, мислам дека е повредна од мажот. Од проста причина што мажот не може без жена, а жена може без маж. И дете да раѓа, и да го одгледува, и да биде способна да има своја екзистенција, образована да биде, така да Не ни даваат нека ми шанс. простат маживе. Јас ги обожавам мажи. Мислам, нема погрешно да бидам сват. Сериозно. Меѓутоа, жена како знае да биде вредна, маживе, мислам, малку заостануваат. А во политиката не им е доволно дадено место и простор на жените. Ајде, може Стефче, би, дали ако не им знам, дадете јас простор имам на таква жените, дали ќе ја средиме ситуацијата во државава ако ние жените владееме? Прашувам. Политиката е тешка професија. Немој да мислите дека, како да ви кажам, имате фотелја, ве вози шофер, подпишуваш на жиросметката и се она што што важи кај народот, се краде, се зима и така натаму. Чекај сега, рековте дека политиката е тешка професија. тешка Дали тоа професија, значи што дека тоа не е за значи? жена тешка професија? Да, ќе ви кажам зошто. Ајде. Тешка професија е затоа што прво не ти се знае работното време. За жена е тоа сериозен проблем. Дали за жената или за мажот што ја чека дом? За целото семејство. Добро. За децата, за... Второ, има разни ситуации. Работа со луѓе не е едноставна работа. За таа работа некада треба да се има и храброст за одредена работа. Жените се сепак по-кревки во тој дел. видиш, тоа да не се согласувам. Искрено, само момент. Не, Искрено што мислам? Повеќе жени на функција, моето искуство кажува дека жените се поискрени, почесни, поодани на работата. Барем јас, она искуство што го имам со жени, не само во политиката, во бизнисот и така натаму, мажите се посклони на корупција во однос на жените, тоа да знаете. Па тоа ни треба да жените поискрени, Посклони се. почесни, затоа треба да седат. Повеќе сме мажите преокупирани со таа професија. Оти не сте ни дале можност ние да се Не збориме окупираме. за дале или не дале. Да речеме вас, девојчињата, ево од најмала возраст, не ве интересираат политичарите. Например, мене уште како дете ме интересирало да гледам вести, да гледам кај денеска одел председателот Тито, кој бил председател на извршен совет, што се случило. Сега да ме прашаш, ќе ти ги кажам сите политичари, сите председатели на поранешни држави. Дали ме разбирате? Дали некако кај вас таа потреба за политика подосна созрева? Добро, стој на ред. Не рече дека не сум И согласна. воопшто не е лесна професија. Добро. Ти би се снашла во улога на политичарка или на пример? Мене политика воопшто не ме интересира. Јас пред малку кажав, политичарите многу ме нервираат. Немам некој вака омилен да ми е, да речам, или донел некоја одлука која е добра за државата, која одиме напред или нешто слично. Не. Тогаш нас не интересираше, бре, човече. Така. Како Имаше сакате, кој се кажете. бави со политика, Така а е. народот си се бавеше Да. со друга работа. Јас Дали си ќе оди верувам. на одмор, дали ќе оди на викенд, ќе направи викендичка, има ли пари за одмор, ќе оди ако треба со воз, со фамилијата, Така ама е, ќе оди на одмор, така значи тоа не интересираше. Тоа Ама имаше време. кој се бави за нас, кој мисли на нас. Тоа беше Тито. Јана, ајде, ти би се инволвирала во политика, учествуваше во филм о ослободувањето на Скопје со Раде Шербеџија. Ја не се слагам со демократија како систем прво. Не ми е јасно како може да ни ставаат министер без да не прашаат нас. Треба да ни е
ние сме- жените би си се наш да не Не, прашаат. ние уметниците треба да си би, докторите треба да си бират министер за Здравство. здравство, уметниците треба да си бират министер за култура и така. Мислам, ја нема- уопште нема не се таков слагам систем во светот. А знам, затоа кажам, јас Тоа е тоа, малку затоа вие не фиктивно, јас сакате се жените слагам- да бидат. Знаете не, како не, турскиот султан, докторот го ставал за земјоделие да биде, тој земјоделецот го ставал да биде за здравство. Па добро, не се Па кај нас не сме далеку. Сметам дека организацијски жената како жена ако запне да се организира, како што има индивидуални мислам како што има исклучоци, сметам дека тие што се исклучоци се моќни исклучоци. Добро. И во политиката. Снеже како артист, како уметник, како креативна личност, ја тргам на страна политиката, ама за да одговорам на прашањето жени наспроти мажи во доен политика, можам да повоопштено да одговорам на ова. Според истражувања од Канада, од Америка, за скандинавски жени наспроти мажи, се докажува дека во пак е ова правило, има исклучоци, меѓутоа зборувам за принципот. Во принцип, жените повеќе се ориентирани кон личности и емпатија, кога станува збор за професија, а кога станува збор за професија, исто така мажите повеќе не интересираат ствари. Затоа многу почесто ќе видиме како еден маж станува автомеханичар, станува, не знам, нешто конкретно, не, се шал. Меѓутоа, станува професија која што е ориентирана со нешта, со опипливи ствари, а жени најчесто ќе видиме како одат во медицина, како одат, стануваат психијатри, психолози, социо поврзани професии. И сакам да кажам, има една борба во последниве 10 до 20 години помеѓу мажественоста и женственоста, во која што мислам дека една есенцијална грешка се прави до некаде заради тоа што жените се надпреваруваат со мажите со мажественост. Според мене тоа е грешка, заради тоа што мислам дека треба женственоста да ја ставиме на пијадестал, а не да гледаме многу жени како сакаат да им го земат местото на мажите со мажественост. Немам ништо против тоа, меѓутоа пак зборам во генерала за правилото, затоа што фемината како енергија е толку чиста и прекрасна енергија, избринувачка, што мислам дека кога би ја славеле неизе, многу поголеми резултати ќе постигнеме отколку сите со мажественост да се надпреваруваме. Повторно не сме ја решиле равенката ако мажественоста е тоа што победува, сега дали жените наспроти мажите ќе победат во таа игра. Треба да се смени играта. Ајде, брзите прашања и одиме на игрица. Значи вака. На кого ќе му дадете да заврши одредена работа, на маж или на жена? На кого би му дала да ти уплати сметка, а да бидеш сигурна дека ќе ја заврши работата, на маж или на жена? Жена. На жена? Да. Наш. Жена. Жена. Ја ќе зборам. Да, нема да знам кај. Добро. На кого ќе му дадеш да те брани на суд? На маж или на жена? Размисли, ајде стои. Размислив готово, уф. На кого? Уф. На жена. На маж. Жена. Види. Добро. Жена. Кого ќе повикаш да дојде со тебе на забар? Маж или жена? Никој. Никогаш не сум била на забар. 32 забари. А имам 67 години. Фантастично. Ајде, Стефче, кого ќе викнеш да дојде со тебе? Често пати мене ми вика твој ли се забит? Да, и Викам мене па чии ќе биде така не се мој. Па нормално дека сам кој ќе ми те. Фала Богу Добро. што. Ти со кого идеш на забар, сам или со? Со господинот Јакимовски. Мислам дека нема да чекам ред, сигурно. Значи, на кого ќе му дадете да ви ги причува децата, на маж или на жена? Жена. И на маж и на жена. Добро. Да, се слагам. И на двајцата ти? Да, не правам разлика. Добро. На кого ќе му дадете да ви извади трнче од рака? Жена. Жена. Не, сама. Сама? Значи жен. Да. Ти сам? Па или сам или господја Стојна. Ја верувам. Добро. Верувам дека секој биде На окей. кого ќе Ма не му знам. доверите? На кого ќе му доверите тајна? На маж или на жена? Значи никој апсолутно не треба да ја знае, освен вие и некој друг. Никој. На никого? Не, ама мораш на маж или на жена. На жена. На маж или на жена ќе довериш тајна? На маж. На жена. Жените повеќе чуваат тајни. Добро. Апсолутно. На жена? Да. Добро. И последно, на кого ќе му дадеш да ти ја препаркира колата, на маж или на жена? На никој.
Зашто? Сама ја паркирам. Добро. Да ти Жена ја препаркира. Еве, на снимање си мора некој да ја препаркира. На Жена кој од кој ни колегиве? пушка. Добро. На кого ќе му дадете да ја Колава препаркира? да ми ја препаркира. Маш или жени? Па мене ми се случило колега мој да ја препаркира. Значи, на колега. Да, на колега. Добро. Па сега не е коректно на, не знам, на колешка да ја речем ај Еве, препаркирам. еве да колата. одберете, значи дали на Да. Давид или на мене ќе ми ги дадете клучевите да ви ја препаркираат колата. Сигурно на Давид. И зошто? Ќе почитува дека сум постар. Како? Јас да не ја препаркирам колата? Давиде, Па не може да си дозволам да ви дадам таква обврска. Да. не верувате во мене? Не да Не, не верувам, не. На мас, незгодно на мас. ми е да побарам таква услуга од вас. Добро, Давиде, кажи. Немам возачка. Дај клучевите да препаркирам колата. Извинете. Ви благодарам, многу фантастично ова беа. Колата остана на место. Остана на место, ја ќе ја препаркирам. Дали може сега игриците да ги изиграме? Имаме две игрици да видиме дали се побрзи мажите или жените во одредени действија домашни. Значи имаме виткање на алишта, односно диплење на алишта и имаме двоење на зрнца, односно граф од пченка. Сега ќе двоиме тоа ќе... Да, сега ќе играме нешто. Може? Ау, срамота. Не е срамота. Дали може да видиме кои се подобри? Само нека прозвучи нешто конкретно. Добро, рокадата е направена, ама Јана се уште мери да биде равноправно, се гледа женската Fair play. перфекција. Добро. Еве сакај мене. Добро, ајде да ги измери. Значи, дадовме две задачи. Едната задача е да се Браво. одвои гравот од Добре. пченката. Тоа ќе го прават Јана претерува. А не, Давид не, и Стојна ќе се надпреваруваат во диплење на А, алишта. што си ти? Добро. Помалку има кај мене, да знаеш. За Нилс. Така е. Ставете ги во чашата, во таа чаша ставете ги. Е така. Добро. И сега, значи, играта е завршена тогаш кога еден од вас ќе заврши со диплење, односно со двоење на зрнцата. Сега да прашам, во исто време почнуваме два Во со исто два? време сите почнуваме? Така ли е? Замисли да почнам да ги фрлам аката. Дали може да почнеме? диплиме? Позор. Спреми сега. Ајде. Ау, ова е сериозна работа. Ми трага листа, добро. 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 Да видиме. Пак Се чорапа. игра прљаво овде, луѓе. Да. Не е лаба ова. Јас имам еден чорап. Добро, пак. Давид. С диплен, да видиш дека сум уште побрз. Сега ја научив тактиката. Ајде да видам, да гледам. Значи добро иде таму. Значи кој заврши? Ќе проверам после. А, извини, само 4 парчиња. Кој рече дека се 4? Па 4. Воопшто не се 4. Ај, Нека уште е нерешено. Пет. Чекај да видам. 1, 2, 3, 4, 5, 6 имам јас. Два чорапи имам. 6, 2 чорапи, добро. 2 чорапи, гледам. добро. Ајде. Иу! По едно се Да важат. ги видам 6. 2. Јана, докај си? Еве на пола. 4. Сега. Имаме победник, Јана доволно. За малце. Честитам. Знаеш ли кај изгреши? Каде? Полесно се фаќаја крупните. Па белите Моја нагоре го ги, да. здиплив. Ја прво почна овој, после викам, а гледам Следиш по боја. што? Па Ова се така фаќа. ги Така, прават, така, јас не добро. Па не те Значи сте видов. требале Епа, ориси како? што сте правеле подобро. Да. Тоа е доказ, добро. Чекај е. да ти с диплома. Чекај. Не, ама Не, твое е злато. вака сега, не, не, не. Чекај. Стој на Само почна малку. да му Еве помага. да Колку Не. парчиња? Не. Колку парчиња здипли сте ви? Јас 5-6 имам. Не 5-6, 5 или 6. Дај ми го прислучи. Не ти го дам. Ама види, или да ти ги дадам овие. Таму да се пази. Јас мислам дека генерално сите сте победници во емисијава, да знаете, ви благодарам многу. Значи предизвиците ако Ова е сак политички заклучок. Сите сте победници. Така е, сите Сите сте победници. политички. Да. Да, значи генерално така, генерално значи сите сте победници во емисијава.
Стефче рече ова било политички, значи имам претенденции за идење во политика, нели? Да. Благодарам многу. Заклучокот е добар. Благодарам многу. Ке расчистиме овде и ќе одиме со заклучоците и секако со подароци за добро завршената работа. Само нека прозвучи нешто конкретно. И веќе сме на крајот. За да им се заблагодарам на моите прекрасни гости, секако ќе им дадам подароци од нашите драги пријатели. Значи веќе ги имате, ова се витамини за добро здравје, имате тука и пробиотици, значи сите ги добивате. Еве, повели Јана, вие веќе ги имате ке сичките. А од нашите драги пријатели од Меркур имате одлични подароци, можете да проверите што сте добиле. А имаме специјално подароче за господинот Стефче, значи не знаеме каква политичка зима не чека, затоа Меркур ви подарува едно кебенце за топла политичка зима, нека биде. Морам да ви кажам Јас го имам. дека Многу е убаво. Топло. да, исто вакво, ама само зелена боја имам дома. Таман ке се совпаднат, нели? Многу е добро. И, Ова ќе биде за мене, да. другото за супругата. И секако добивате од оваа паста универзално средство за чистење. Значи, рече Стојна дека чисти автомеханичарски извалкани раце, меѓутоа се друго што чисти ќе проверите по дома, ама вие можете да проверите, да им дадеш, да му дадеш на супругот. Дали чисти гревови? Чисти гревови! И после тоа гледаш се розево, Гревови да никој знаеш. не чисти, злато моја. Гревови во црква. Во црква се Гледај да не ги правиш. Ајде на крајот да донесеме некаков заклучок, генерално. Кој е оној терен кој што ние жените треба да им го ослободиме на мажите, односно мажите да ни го ослободат нам, жените. Значи, како да си останеме жените жени, мажите жени, да не си се препуцаваме, да речеме. Ајде, Давиде, од тебе. Кој Само терен? да се, не треба многу да се мачиме за тоа, само треба да се надополнуваме заради тоа што природно сме наместени за соживот. Немам ништо по-комплексен одговор од тоа. Природата не создала да живеат маж и жена заедно и повеќе немам што да кажам. Така, добро. Заклучокот не е соодветен на дискусијата. Дискутиравме за депилации и за такви работи. Да, заклучокот треба. Ама еден Кој е без полет? друг нема. Депилацијата да си остане кај жените, А политиката кај мажите. а политиката кај мажите, гледаш како. Добро, Да. нека биде така. Заклучокот мора да произлезе од дискусијата. Апсолутно. Добро. Јана, твојот заклучок? Демократско општество, на кого како му одговара и што му се работи, нека си работи. Мојата филозофија е додека не повредуваш никого. Одлично, ви благодарам многу. Драго ми беше, верувам дека им беше пријатно и на оние кои што не гледаа покрај малите екрани и дека еве видовме и во поинакво светло, посебно вас, нели, меѓутоа и на ваква дискусија, нели, сите вие не сте секојдневно присутни, така? Апсолутно. Се гледаме повторно во нова прилика и на други теми. Согласни? Така, ви благодарам. А вас ве поздравувам. Не заборавајте да не следите на социјалните мрежи, не заборавајте да гледате емисијата и на YouTube. Значи, следете ги нашите Instagram канали, следете на Facebook, следете и на TikTok и се гледаме повторно во недела во 17 само на Телма. Ве поздравувам.